Лекарски тимови од Кавадарци, Неготино, Богданци и Гевгелија се 24 часа на терен која пружат неопходната прва помош на мигрантите. Веќе од утре првично ќе профункционира и медицинскиот стационар во прифатниот центар кај Гевгелија. Лекарите велат дека доследно ја почитуваат Хипократовата заклетва. Имаме лекарски тим кој што пружа континуирана здравствена заштита 24 часа. Мобилни сме. Има екипа во Гевгелија. Во случај да има потреба, се удвојува самиот тим и се интервенира. Сега за сега нема потреба. Еден тим има на терен, лекар, сестра, возач, санитетско возило и моментално се спрема стационарот кај што ќе бидат прифаќани евентуално ако има потреба. До сега каква помош најчесто бараат мигрантите? Обично доаѓаат луѓе, тие патуваат доста. Времето е со таква на висока температура, што дехидрирани се, изнемоштени, рани, гладни се. Тоа е. Така, веќе имавте и породување во Гевгелија? Да, имаше неколку случаи. Тоа е. Тимовите се дојдени од Неготино, Кавадарци и од Валандово. Исто така и нашите учествуваат. Ротираат, се менуваат? Да, се менуваат и од здравствен дом Гевгелија тимовите, заедно со овие три тима од трите здравствени домови. Веќе 3 месеци Црвениот крст е помеѓу мигрантите. Тука се не само за делење храна и вода, туку и за хуманиот чин. Про наоѓање на семејствата се исчекуваат початорите на УНХЦР и Црвениот крст, а потоа со нивна помош заедно сите продолжуваат кон нивната посакувана дестинација. Дневно имаме од 200 до 300 интервенции согласно колку луѓе се дојдени. За сега сме немале некој посериозен случај кој изминал од наши раце. За посериозните случаи имаме соработка со Министерството за здравство и ги транспортираме до болницата во Гевгелија. Засилената полициска контрола на границата со Грција, како и воздушното наблюдување и денеска беа видливи. Во група од по 50 на мигранти денеска се пропуштаа кон македонска територија, од каде мирно заминуваа кон север.